Во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев денеска беше отворена изложба од 29-та Лесновска ликовна колонија. Изложбата содржи 30 слики од 15 учесници на колонијата одржана минатото лето, работени претежно во техниката акрил на платно и масло на платно. Ликовната колонија е од меѓународен карактер, но поради пандемијата само еден учесник беше од странство – ликовен уметник од Монголија. Лесновската колонија ја организира Домот на културата од Пробиштип од 1992 година. Ова е една традиционална соработка со ова ликовна колонија, со гостите од Пробиштип. Сакам да им се заблагодарам што се тука денеска и што имаме можност да ги погледаме овие прекрасни слики. Сликите се настанати минатата година. Ова е меѓународна колонија со домашни автори, автори од странство, кои творат и кои сликаат на преубавиот Лесновски манастир. Оваа година, 2022, бележиме еден значаен јубилеј, 30 години меѓународна Лесновска ликовна колонија. Сакам да споменам исто така дека Лесновската ликовна колонија е проект кој што е поддржан и од Министерство за култура, а главен покровител е општина Пробиштип. Оваа година 29-тото издание на колонијата се одржа од 28 јуни до 3 јули. Учесниците беа сместени во село Лесново, каде што се наоѓа еден од најубавите манастири не само во нашата држава, туку и пошироко, Лесновскиот манастир, од каде што уметниците ја црпат својата енергија и својата инспирација. Валентина Илиевска, магистер по конзервација и реставрација на зидно сликарство, е единствената уметница од Куманово која изложбата од Лесновската колонија ја збогати со своји 3 дела. Во моментов е на трет циклус на студии, докторски студии при Институтот за македонска литература во Скопје, на катедрата на културолошки студии кај професор доктор Илија Велев. Имавме 2 или 3 дела да оставиме, така да ја бев едноставно задоволна од моја страна што оставив таков впечаток, нели, и добар впечаток како уметник, што ги задоволив тие критериуми во уметноста и што се они едноставно задоволни, нели, со мојата уметност што е прифатија, бидејќи не за секого, нели, малку, нели, модерната уметност е неподразбирлива за нашите простори, но некако сакав да се прилагодам со мојот сензибилитет, да ги исцрпам и елементите од Лесновскиот манастир, од таа околина. На оваа колонија немам учествувано, например, многу од организаторите се смени, нели, некои не знаат, некои не знаат, но ми причиня таква чест што со самото учество, последователно, значи откако заврши колонијата, ме поканија да се представам на нивната ликовна сцена со мојата самостојна изложба. Искрено малку не заплаши на некој начин поради овој периодот на короната, некако бевме подзатворени, но од една страна континуитетот продолжи со принципот на онлайн изложбите, со тоа представување, па така имавме тој редослед и континуитет за да не да застанеме дома. Едноставно самата ситуација така наложуваше, нели, да бидеме затворени и креативноста да застане. Сега пред недела дена дека се представив на црногорската ликовна сцена, 55-тото издание на Зимски салон, а сношти беше нашето македонско издание на Зимски салон. Од 2000 година Илиевска учествува на неколку групни изложби и ликовни работилници, а има добиено и неколку награди и дипломи. Од 2010 година активно учествува на многубројни ликовни колонии како низ државата, така и надвор од неа, во Србија, Босна и Херцеговина, Словенија, Египет, Шведска, Полска, Кореја, Индија. Во 2009 година е реализирана незината прва самостојна изложба и до ден денешен уште неколку со представување и надвор од државата. Како член на ДЛУМ заедно со колегите учествува скоро на сите предвидени изложби и проекти од друштвото. Валентина е добитник и на неколку престижни награди при ДЛУМ. Инаку изложбата од Лесновската ликовна колонија во Куманово ќе биде поставена до 23 февруари.